студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Европратениците денеска ќе го разгледуваат извештајот за напредокот на Македонија кој потврдува повеќе вековен македонски идентитет и македонски јазик. Известувачот Вајц не сака да прогнозира пред време, а најави пресконференција по одржување на седницата. Според дел од аналитичарите, Македонија има поддршка од Брисел да се изгласи извештајот, а единствено што би можело да го попречи гласањето е уште некое минимално одложување, но најверојатното сценарио е дека извештајот утре ќе помине, што би значило дипломатска победа за Македонија. Но според аналитичарот Петар Арсовски, гласањето на ваквите годишни извештаи за напредокот на Македонија не треба да се политизира и во иднина. Најверојатното сценарио е дека утре ќе се изгласа извештај. Не е спорно дека тоа би била еден вид дипломатска победа за Македонија. Прашање е дали ќе се претвори во пирова победа од неколку причини. Првата е што ние од еден технички инструмент, како што е извештајот, кој во основа го рангира напредокот на Македонија по клучните критериуми, дали ќе го направиме ова политички инструмент и дали секое наредно гласање на извештајот ќе имаме истиве политички перипетии. Засител вели дека не е добро пред време да се коментираат состојбите, но не открива дали извештајот претрпел некакви промени или бугарските европратеници вршеле некакви притисоци. Вели утре работите би требало да станат појасни и најави пресконференција по утрешната седница на Европскиот парламент, која и да е одлуката. Аналитичарите пак оценуваат дека дури ако извештајот биде усвоен со формулации што се во интерес на Македонија, не се очекува посериозна дипломатска реакција од Бугарија. Јас не очекувам, имајќи предвид дека извештајот за напредокот на Македонија не го дефинира односот на Европската унија кон нашиот идентитет, не очекувам дека дури ако се изгласа по наш терк, условно речено, дека ќе има некоја сериозна контрадипломатска офанзива од Бугарија, бидејќи тој не е меродавен документ за односот на јазикот и кон идентитетот. Извештајот првично требаше да се изгласа на 4 јуни, но по барање на Вајц беше одложен поради притисоци од бугарски европратеници, кои се против децидното споменување на македонскиот јазик и идентитет. Според дневниот ред на Европскиот парламент, Комитетот за надворешни работи утре во 9 часот ќе почне со работа, а извештајот за Македонија е прва точка. Бугарските европратеници поднеле амандмани, а некои дури бараат извештајот да не се разгледува. Премиерот Мицкоски изјави дека очекува извештајот да биде усвоен и да се испрати јасна и силна порака за македонскиот јазик и идентитет. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Денеска утре во холандскиот град Хаг се одржува самитот на НАТО. Македонската делегација предводи македонската председателка Гордана Селјановска-Давкова, а во истата и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Се уште нема официјална потврда дали Селјановска-Давкова таму ќе има средба и со бугарскиот премиер Росен Желјасков. Освен актуелните случувања во светот, централна тема на самитот ќе биде предлогот на САД земјите членки да ги зголемат трошоците за одбрана на 5% од бруто домашниот производ, двојно од актуелниот праг. Македонија моментно одвојува 2,2% од својот БДП за одбрана и е на 11-тото место по висина на трошоците. Владата синоќ одбележа една година од преземање на мандатот. Во отчетот премиерот Мицковски следниот период вети голем број на проекти за подобар животен стандард, борба со криминалот и корупцијата. За повеќе од 3 пати ќе се зголеми бројот на проекти за следната година. Веќе вклучуваме во 5-та па и 6-та брзина. И очекувам максималната посветеност во исполнување на програмата. Очекувам преку 400 проекти, мерки, чекори, реформи во наредниот период. Економијата остана нашиот најглавен фокус и борбата за подобар живот. Обезбедивме 500 милиони евра за поддршка на компаниите и за поддршка на општините за реализација на капитални проекти за подобрување на животот на граѓаните. И тука не ги двоевме. Тоа се сите општини на целата територија на државата, без разлика дали таму се градоначалници од редовите на владеачките партии, опозицијата или некои независни. Во првиот квартал од оваа година, од 2025 година, постигнавме раст на бруто домашниот производ од 3,2%. Некој ќе рече мал, некој ќе рече голем. Јас би рекол, сум задоволен, но не конечно задоволен, бидејќи сепак има уште поголем простор за раст. Драги пријатели, во оваа една година отворивме силна борба против криминалот. Се започна акции против оние кои порано се сметаа за недопирливи. Денес тие неславни корифеи на неправдата се бегство од законот, а силно се удри
и по наркобандите, особено во Скопје. Онаму каде сметам дека може подобро е борбата за независно судство и обвинителство кое сега го немаме. Не сум задоволен од динамиката на испорачување на правдата од страна на обвинителите и судиите. И постојат очигледни спреги меѓу тој свет и светот на политичката бизнес мафија, која го конструирала тој систем против кој сакаме да се бориме. И ако ме прашате мене, очекувам одговорност и народот очекува одговорност. И тоа мора да биде. Сакам да се осврнам и на мојот најтежок ден како претседател на владата. Тоа е несреќата во Кочани. Таа несреќа, колку и да се трудат политички да ја злоупотребат, е последица на со години руинираниот систем, кој беше уништуван и дезавуиран. Јас не можев тоа да го спречам, но ќе направам се тоа да не се повтори. И како политички фактор од првиот ден испративме реална порака дека правда мора да има и без оглед за кого се работи, мора да има одговорност. И денес стојам на истиот став, а обвинителството е на тез да докаже вистина, судот да спроведе правда. Но исто така сакам да соопштам дека работиме како влада да обезбедиме историски највисок инвестицијски пакет за обнова и поддршка на Кочани. Работиме на тоа да покажеме дека Кочани за нас е важно и дека граѓаните не се сами. Воедно сакам да се осврнам и на оние кои велат дека Македонија била понижена. Тоа се истите оние кои што сменја име, направија договор со Бугарија, кои ја плячка и се потпишува било на што и било се што ќе им беше поставено на маса. Нема никогаш повеќе да дозволам да бидеме понижени, затоа што тоа време заврши.